Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Поради заматеност, филтер станицата не работи, но водата од чешмите може да се користи за пиење. Општина Тетово за нови 100 затворени паркинг места исече дрвја и зеленило. Автомобил падна од мост во Вардар кај Желино. Тетово моментално се снабдува со вода само од шарските извори, затоа што поради заматеност филтер станицата не работи. Од јавното комунално предпријатие велат дека водата од чешмите може да се користи за пиење. Поради заматеност на водата од атмосферските врнежи од утрово во прекине работата на филтер станицата за вода за пиење. Градот моментално се снабдува со вода само од изворите на Шарпланина. Првично беше објавена веста дека водата за пиење во Тетово е загадена и не е за пиење. Но од раководството на работната единица Водовод објаснуваат дека веднаш потоа таа објава е тргната како несоодветна информација. Информираат дека водата може да се пие. Ние немаме забрана на водата за пиење. Туку имаме само намалување на количините на водата која ја дистрибуираме, односно која ја произведуваме за градот Тетово поради дождовите и зголемување на заматување. Индексот на заматување не е позголем. Индексот на заматување ни покажува дека е над предвидените законски норми за дистрибуирање на питка вода од страна на лечничкиот водоснабдителен систем. Во филтер станицата во Лисец, каде што се прави филтрирање на водата од лечничкиот водоснабдителен систем, таму имаме автоматизиран систем кој ни го мери и индексот на заматување. Индексот на заматување во 5 наутро ни беше повисок од дозволеното и ние моравме да го допреме исклучиво само лечничкиот водоснабдителен систем. Што значи, бидејќи тој е отворен захват и дождовите знаат во негдека по искуство од 2017 знаат да направат заматување во периодата во почетокот на есента и во пролет. Така да водата што ја дистрибуираме сега е питка. Ние немаме од страна на Институтот за јавно здравје забрана за користење на таа вода, односно забрана за дистрибуција на водата до кај граѓанинот. Граѓанинот секогаш добива вода питка. Да, ние го имаме од стариот, пошто лечничкиот водоснабдителен систем не е допрен, а градот зема вода, се снабдува од старите водоводи, а тоа е ова извори, тоа е Ваковскиот, Оливеричкиот и големите извори кои што се затворен систем. И немаме таму, тој систем не ни ствара заматување. Според информациите на јавното комунално предпријатие Тетово, количината на вода во овој момент е 250 литри во секунда. За да има нормално водоснабдување во Тетово, потребни се над 300 литри вода во секунда. Општина Тетово ќе прави нови 100 затворени паркинг места на улицата Димо Гавровски Кара, во просторот позади Стара пожарна. Активистите реагираат дека се сечат долгогодишни дрвја и се уништува зеленилото на сметка на бетонизација на градот.
Во Тетово се сечат долгогодишни дрвја за да се направи паркинг простор во кругот на зградите позади стара пожарна. На ова место со градежна механизација се расчистува дворот кој порано беше зелена површина. Со реакција излегоа од граѓанската иницијатива Тетово сака парк, која извесен период бара повеќе паркови и зеленило наместо бетонизација на градот. Велат дека упропастување на тие малку зелени површини за да се обезбеди некое паркинг место плюс не е и не може да биде решение за сообраќајниот метеж. Вие не може да го поплочите и бетонирате целиот град. Тој град мора да биде хумана средина, мора да задржи елементарни услови, човекот да биде во допир со природата, инаку тоа би личело како една средина во која што апсолутно човекот нема место за него, има место само за бетонот, а како што гледаме, Тетово веќе личи на таква средина и не треба да не зачудува огромната стапка на болни, огромната стапка на луѓе кои што се иселуваат, на екстремно големата стапка на луѓе кои што не сметаат дека својот град, нивниот роден град, е град кој што им овозможува елементарни услови за нормално, цивилизирано, современо живење. Еве ние вака да прашаме, колку е оправдано да градите стотици згради, без претходно да размислите каде тие станари утре ќе паркираат. Проблемите ги создала исто така општината, затоа што најпрво дозволиле изградба на толку многу стамбени објекти за колективно домување, многу над реалната потреба и пописните резултати тоа го потврдија дека имаме огромен број на стамбени единици станови во кои што не живее никој, а се уште во Тетово се гради без никаква мерка за доста. И општината тоа го толерира и на крајот вели да, но мора да возможиме паркинг простор. Не, вие треба да возможите разум да преовладува во односењето на одлуките, а тоа значи рационализација пред се на градењето во Тетово. Од општина Тетово објаснуваат дека градежните активности се во координација со граѓаните и дека се спроведува побарање подпишано од страна на 100 станари кои живеат на улица Димогавровски кара за уредување на просторот на кој е предвидено да има 100 затворени паркинзи. Секторот за комунални дејности и заштита на животната средина и природа на ден 5.4.2022 година дал известување на граѓаните дека согласно нашата годишна програма за реализација на затворените паркинзи во Тетово, Урбан блок 37 е предвидено да се реализира во период април-јули, со тоа што ќе се постават нови бекатон плочки, хоризонтално обележување и ќе се постави осветлувањето и рампа за влез и излез во паркингот. На ден 26.7.2022 година е даден налог за работа за градежни работи на улица Димогавровски кара, Урбан блок 37. Граѓаните на Тетово велат дека зеленилото кое беше тука, како и многу такви површини во градот, не се одржуваат и се против сечењето на дрвја. Нови да се посеат. Јас мислам дека не треба да се сече, ама да се крати. Ова паркот тамо да се уредува, да се фрла, 300 чуда се фрлат. Ова исклучиво беше све ѓубре. Ова срамота човек да пројде некој што не е од градов тука, да види што е ова што се работи. Во април годинава беа исечени и десетици дрвја на улицата Страшо Пинџур поради реконструкција. И тогаш имаше остри реакции на граѓани и здруженија, кои беа против сечата на дрвја стари со децении. Во период од 2011 до 2019 година, речиси секој четврти граѓанин од Македонија се одселил од државата, изјави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, истакнувајќи дека миграцијата на работната сила е голем проблем за општеството. Еден податок кој што денеска го слушнавме дека од 2011 до 2019 од нашата држава одлеале 700.000 наши сограѓани или скоро секој четврт отишол од државата. Иако тој тренд се намалил за период на ковид и понатаму, за жал тоа поставува еден сериозен проблем не само за носителите на јавни функции и за креаторите на политики, туку за целото општество, затоа што се појавува една празнина на пазарот на трудот. Најверојатно во креирање на политики ќе мораме како општество да отвориме дискусија за пополнување на пазарот на трудот
за однесување малце различно него што сме се однесувале до сега, а тоа е ако видите дека во Агенцијата за вработување процентот на невработени е навистина се уште висок, но 93,4% од невработените се функционални неписмени, или тоа значи нивните вештини не одговараат за пазарот на труд. И конечно мислам дека е дојдено време сите да се освестиме дека мора да се менуваме и да бидеме активни чинители на пазарот на труд. Секој колку што може да придонесе. Тоа значи реквалификација, преквалификација, менување на навиките за работа, затоа што работа има, барање за работна сила има, но очигледно дека погрешните политики 30 години не дали резултат, т.е. произведувале работна сила која што не одговара на пазарот на труд. Дополнително загрижувачки од денешниот извештај е тоа што процентот на тие кои што сега имигрираат, за разлика од тие што имигрирале пред 20 или 25 години, е со пообразовна структура, значи со високо образование, наместо како што било пред 25 или 30 години, каде што тие што имигрирале биле со пониско образование. Ова навистина е загрижувачки и јас како носител на функција затоа сум денеска овде, затоа што сум загрижен за иднината, затоа што сум загрижен за тие кои што навистина може да придонесат за иднината, ги неаме овде и имигрираат. Треба да видиме како активно да ги вклучиме, не велам да ги вратиме, да ги вклучиме за да ја креираме заеднички иднината за нашите млади генерации. Во ек на енергетска и економска криза во текот на есента и престојната зима, грејење во градинките ќе има, изјави министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Ќе има грејење во градинките и во сите останати институции. Министерството за труд и социјална политика е одговорно преку блок дотации за покривање на платите на сите вработени во детските градинки, како и за градење, реновирање, реконструкција на детските градинки на ниво на цела држава. Покрај блок дотациите за платите, префрлуваме средства и за материјални трошоци, меѓутоа градинките си имаат и собствени средства до платата на родителите за сместување на децата во градинките, така да одговорноста за плаќањето на комуналии, вклучително и на сметките за електрична енергија, е оврска на основачот на градинката, а тоа е општината. Не треба да се плашат ниту родителите кои што ги сместуваат своите дечиња во градинките, особено во Скопје, ниту општините, дека може да се доведе во случај да нема парно во градинките. Парно ќе има и за граѓаните и за градинките, затоа што владата е одговорна и се грижи за граѓаните и ја менаџираме енергетската криза и кризата со парно во државата, така да нема страф, ќе имаме и во градинките грејење и во домовите. Премиерот Димитар Ковачевски во своето обраќање на настанот по повод презентација на проектот за поврзување на локалните патишта во износ од 70 милиони евра, сублимира неколку поголеми проекти од над 250 милиони евра, кои владата заедно со партнерите, соработници и меѓународните институции ги реализира во локалната инфраструктурна сфера. Во рамки на годинешниот буџет за МСИП проектот предвидена е реализација на повеќе проекти, меѓу кои и проектот за подобрување на енергетската ефикасност во државата во вкупна вредност од 25 милиони евра, од кои 10,5 милиони евра се проекти директно за општините. Уште еден крупен проект кој се реализираше изминатите години е во водоснабдување и одведување на отпадните води, со средства во вредност од 100 милиони евра поддржани се сите општини за изградба на подобра инфраструктура за водоснабдување и за пречистителни станици. Овој проект ќе продолжи во иднина со дополнителен фонд на средства за поддршка на унапредување на локалната самоуправа, односно инфраструктура. Ова е проект за прв пат организиран кој се реализира во државата во ваков формат. Затоа и со право денес бројките кои што ги кажа предмалку и претседателот на владата потврдуваат дека владата е најголем инвеститор на инфраструктура во општините, како никогаш досега во ова тешко време на економска криза. Да подсетам само дека преку овој проект обезбедивме неповратни 70 милиони евра за општините и за граѓаните,
и очекуваме да се рехабилитираат, реконструираат околу 450 километри локални патишта. Полицијата како непосредно практично инволвирана институција во делот на безбедноста на сообраќајот. И тоа како е важно прашањето за квалитетно управување со безбедноста на патиштата и подобрување на капацитетот за управување со безбедноста на патиштата на ниво на општините, односно локалните заедници. Секако дека подобрувањето на квалитетот на патната инфраструктура, нејзиното стручно инкорпорирање во севкупната сообраќајна мрежа, без дилема гарантира услови за севкупно подобрување на безбедноста во сообраќајот, што е од огромно значење од аспект на полициското работење. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски во изјава за медиумите ја соопшти новата мерка за млекопроизводителите, која беше усвоена на денешната владина седница. Одговорно и навремено креираме мерки за поддршка на секој земјоделец. Наша обврска како министерство е да го стабилизираме, одржиме и зголемиме домашното производство, да го потикнеме и помогнеме производството на храна, намалувајќи ги трошоците на земјоделците во неколку кризи кои што ги има во целиот свет, Европа и кај нас. Преку мерките кои што ги креираме, преку националниот план за производство на храна, даваме конкретна поддршка кон земјоделците и секоја предобработлива земја ја ставаме на располагање за обработка. Крајната цел е поголем домашен принос, прецена стратешки култури и помала увозна зависност на државата од истите. Поддршката кон земјоделците ја продолжуваме. На денешната владина седница, која што е во тек, предложивме и беа освоени низа на нови мерки за поддршка на земјоделците. Интервентната програма, односно интервентниот фонд, кој што го основавме оваа година, пред почетокот на кризата и на војната, ја дополнивме, односно оваа програма предвидува денеска и нова мерка, која што е околу 140 милиони денари за финансиска поддршка на млекопроизводителите по литар произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко во домашните капацитети за период 1 октомври 2021 до 30 септември 2022 година. Надвор од основните мерки за субвенции, надвор од дополнителната поддршка, која што ја добиваат секоја година, ова е плюс поддршка преку интервентниот фонд, која што многу брзо ќе биде исто така реализирана. Целта на истата поддршка е намалување на трошоците и на загубите кај млекопроизводителите, кои како резултат на светската криза се јавија во последните поскапувања на репроматеријалите и на сточната храна. Средствата за оваа мерка се веќе обезбедени со ребалансот на буџет, односно се навремено побарани, испланирани и предложени и донесени во ребалансот на буџетот. Затоа велам оваа итна мерка која што многу брзо ќе се реализира. Автомобил падна од мост во Вардар кај Желина. Преку бројот зитни повици 112 во 12 часот и 5 минути до дежурниот оперативен центар на Центарот за управување со кризи добиена повик пријава од сообраќајната полиција од Тетово, во која се наведува дека автомобил Голф 4 со кумановски регистарски таблици, движејќи се на патниот правец село Желино кон Тетово, паднал од мостот на реката Вардар во надојдените води на речното корито на реката Вардар. Поради брзината, длабочината и заматеноста на водата, возилото во еден дел од речното корито е носено по течението, но за кратко време истото во природен јаз е пропаднато и визуелно не се гледало. За сега не може да се одреди дали во возилото имало луѓе и каква е состојбата со нив. Оперативниот центар на Центарот за управување со кризи веднаш оствари комуникација и координација со МВР СВР Тетово, територијалната противпожарна единица од Тетово, брзата помош од Тетово и дирекцијата за заштита и спасување. МВР на лице место веднаш испрати нуркачки екипи од специјалната единица, додека дирекцијата за заштита и спасување испрати сопствени екипи за спасување од поплави кои се со седиште во Велес. Возилото со помош и поддршка од градежни машини е извлечено надвор од длабоките води на речното корито и при првичен преглед визуелно внатре не се гледаат луѓе, односно патници. Предпоставки се дека во возилото имало патници, но што се случува со истите ќе се утврди со истрага. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
47-годишникот Тетово вчера во 10 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека на 23 овој месец околу 13 часот неговиот малолетен син бил физички нападнат од друг малолетник ученик во исто училиште. Во нападот според пријавеното малолетникот се заканил со стар предмет, се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 17 часот во Тетовско Слатино лишиле од слобода 37-годишник од ова село, кој работејќи со баѓер околу Пладне ја оштетил електричната инсталација и го прекинал напојувањето со електрична енергија на повеќе жители во селото. Извршен е увид, а по целосно документирање на случајот против инволвираниот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер во 20 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 53-годишник од Тетовско село, кој претходно бил пријавен од неговата 53-годишна сестра, дека околу 18 часот и 30 минути во заедничката куќа физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 13 часот и 15 минути 54-годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 12 часот и 30 минути во 6-та зона во Гостивар физички бил нападнат од 47-годишник исто така од Гостивар. Се расчистува случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера во 20 часот и 55 минути на улица Јана во Гостивар лишиле од слобода 22-годишник од Гостиварско Падалиште и 34-годишник од Гостиварско Беловиште, затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера на Тетовско-Гостиварското подрачје била спроведена акцијска контрола за првенство на минување во сообраќајот, при која биле санкционирани 12 прекршоци, информираат од СВР Тетово. Во рамките на континуираните активности што ги презема СВР Тетово за поголем ред и безбедност на патиштата и улиците на подрачјето, вчера од 7 до 11 часот беше реализирана акцијска контрола за првенство на минување во сообраќајот. При контролата откриени и санкционирани се 12 прекршоци, 6 во Тетово и 6 во Гостивар, кои во најголем број се однесувале на непочитување првенство на крстосници и на места на кои имало поставено соодветни знаци. На возачите прекршители изготвени им се адекватни поднесоци и согласно член 41 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Тие ќе се соочат со парична глоба, која за овој вид прекршок изнесува 300 евра во денарска противредност. Вчера исто така во Тетово со зголемен интензитет продолжија активностите за справување со непрописно, односно погрешно паркирање, пред се во централното подрачје. Вкупно санкционирани и од ПАЕК службата биле подигнати 32 возила, најмногу паркирани во така наречени двојни редови, на делови од тротоари и во зона на крстосници. Вакви активности планирани се и во наредните денови, посебно во близина на училишта и други јавни институции и установи.
Ова беа информациите подготвени за овие регионални вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!